Довечерашниот Филмополис награда во Египет за краткиот филм на Вардан Тозија. Пилешко со сливи, ново остварување на иранската режисерка Маријане Сатрапи. Култна сцена Персеполис. Вистински волк и рамо до рамо, Филмополис документаристика. Два нови филма на вредниот Киану Ривз. И на крајот за новите хонконшки филмски вратоломии. Добро вечер и добре дојдовте во 411-тото издание на филмскиот магазин на ТВ Телма Филмополис. И вечерва заедно ќе се прошетаме по светските филмски меридијани, сепак започнувајќи ја приказната од домашно тло. Во минатите емисии ви информиравме за неколкуте награди кои ги добија македонските кратки и документарни филмови на неколку светски фестивали во изминатиот период. А минатата недела оваа убава приказна продолжи понатаму. Имено, краткиот игран филм на Вардан Тозија, човекот со чудна навика да ме удира со чадор по глава, на Интернационалниот филмски фестивал во Луксор, Египет, ја доби втората награда по вредност, што представува одличен почеток на неговиот фестивалски живот во идниот период. Петар е човек кој редовно го мачи несоница. Барем кога предчувствува дека го чека лош ден. Краткометражниот игран филм "Човекот со чудна навика да ме удира со чадор по глава" на режисерот Вардан Тозија е добитник на наградата Сребрен џет во официјална конкуренција на Интернационалниот филмски фестивал во Луксор, Египет. Оваа награда, за која годинава одлучуваше тричлено жири, првпат ја добива македонски автор. Инаку џет представува антички египетски хиероглифски символ. Тоа е стар осириски божи символ кој ја означува сршта на препородот, новиот почеток. Петар добро знае дека читањето стрипови нема да го одржи во форма. Да имаше ваков спорт, тој ќе беше шампион. Но се разбира, таков спорт нема. Теби нешто моја Мерлин смета, мајмуне глупи. А како би било да ти ја опаучим едну по тој ружно израслини коју ти називаш главом? Оваа награда всушност е нов почеток и на фестивалскиот живот кој следи за филмот на Тозија. Само да подсетиме, "Човекот со чудна навика да ме удира со чадор по глава" е создаден според сценарио инспирирано од краткиот расказ на аргентинскиот писател Фернандо Сорентино. Оваа филиниевска комедија, распослана низ сивилото на правливите сокаци и на покнатите згради на Скопје, ја раскажува приказната за Петар, локален маргиналец и дежурен губитник, кому секој нареден ден е полош од претходниот, главно поради неговата инертност, повлеченост и неспособност да се справи со сопственото секојдневие. Се додека еден ден, мистериозен, безимен, молчелив посетител не се појави од никаде и комплетно му го менува животот. Најди некој друг, ме слушаш? Оди си! Убавата вест поврзана со домашниот филм, одиме со преглед на она што во моментов е актуелно во светските кинохрамови. Есенската филмска сезона поминува во знакот на новиот филм на иранската режисерка Маријане Сатрапи, која по прекрасниот анимиран филм Персеполис од пред пар години се враќа на сцената со филмот Пилешко со сливи, кој деновиве е еден од најгледаните филмови во европските кина. Иако стационирана на стариот континент, Сатрапи не може да побегне од своето огниште и во своите филмови третира теми од иранското општество, доближувајќи им го на гледачите од поинаков агол. Значи, наменито имаме Пилешко со сливи. Mademoiselle,
Je vous ai vu dans le magasin de votre père et je voulais vous demander. Vous vouliez me demander? Je l'aime. Voulez-vous bien m'épouser? C'est mon vœu le plus cher. Иранската авторка и филмаджика Маријане Сатрапи деновиве е актуелна во европските киносали со нејзиното ново остварување насловено Пилешко со сливи. Се работи за приказна за еден виолинист кој решава да се самоубие поради скршено срце. Действието во Пилешко со сливи е сместено во Иран од бајките, во кој францускиот актер Матие Малрик го игра Насер Али, кој пред да го реализира самоубиствениот план, низ флешбекови се подсетува на постапките во текот на целиот свој живот. You are not equal towards death. But when your heart is broken, you can be rich, poor, short, big, whatever. There is nothing you can do about it. And I think honestly we cannot go through it. So the man, he decides to commit a suicide. He decides to die because he decides to be honest and he decides not to lie to himself. So in a way is not a sad end, is a happy end. Новиот филм на Сатрапи можеби не е директна политичка порека за случувањата во Иран како претходникот Персеполис. Меѓутоа, таа вели дека Пилешко со сливи сепак дава одредена слика за оваа исламска земја во остатокот од светот. In this country that you only judge by the veil, beard and nuclear weapon, a man died because of a love of a woman. This is just as important to say that any other slogan. Сатрапи, која живее во Париз, планира во следниот период да сними уште еден филм за Иран, со што би ја заокружила неформалната трилогија за својата матична земја. Сценариото е веќе напишано, филмот носи работен наслов 11-тиот лауреат, а действието ќе биде сместено во првите 6 декади од 20-тиот век. Demain, je pars pour Rasht. Je vais aller chercher un violon. Bonjour, ma chère Ali. You talking to me? You talking to me? You talking to me? Well, who the hell else are you talking? You talking to me? Well, I'm the only one here. Тоа беше новиот филм на Маријане Сатрапи, насловен Пилешко со сливи. А ние и во следниот блок остануваме во дружба со оваа режисерка, која својата животна приказна, бегството од Иран во 50-тите години на минатиот век, кога се случува Иранската револуција, го прикажува во нејзиниот првенец, веќе споменатиот Персеполис, и тоа во анимирана варијанта поради специфичноста на темата, за што на крајот доби заслужена номинација за Оскар. За оние кои се уште не го погледнале овој филм, топла препорека да го сторат тоа, а провокацијата следи во следните минути, кога низ инсерти и трейлер се подсетуваме на прекрасниот Персеполис. I completely transformed from a girl into a woman overnight. This was a period of incredible ugliness. First, I grew 8 inches taller. Then my face changed. My head got longer, my right eye bigger, and my chin followed. My right hand became enormous, then my left foot. My nose tripled in size. My breasts inflated like balloons. Then my butt expanded, restoring my center of gravity. And last but not least, an enormous beauty mark provided the finishing touch.
around the block. In the middle of a revolution, Margie, go to bed now. Marjan is growing up. Stevie Wonder. Julio Iglesias. Nail polish, lipstick. Iron Maiden. And about to embark What's with the punk shoes, huh? What's this on the back of your jacket? on an amazing journey of discovery. Right, you better get going. No more crying. Europe is waiting. You lived through a revolution and a war? Well, yeah. Wow. So it's true what people say. Iranians have no manners whatsoever. She told him she was French. Now, in a strange new world, as her country changes forever, so will she. From Marjan Satrapi's best-selling graphic novels Marjan Toko, I love you! comes the story of a lifetime In life, everyone always has a choice. about finding the strength Never forget who you are. and the courage to be true to yourself. I've worked 20 years for this country. The Birth of Venus is one of his most important works. I repeat, stop running. It's what you call immodest. Well, then stop staring at my butt. Dare me to take my veil off? You wouldn't dare. Во Филмополис 411 се вртиме и кон документарниот филм. Во следните минути ви представуваме еден актуелен документарец насловен Вистински волк, кој раскажува за двајца експерти за диви животни кои според многумина прават херојско дело и вдомуваат една волчица, давајќи интересно име Коани. Сето тоа во изминатите 16 години го снима и документира нивниот добар пријател, документаристот Роб Вајтхер, кој на крајот склопил топла приказна за љубовта меѓу човекот и животните. Интересно, филмот деновиве игра во неколку њујоршки арт кина, што самото по себе кажува многу нешта. Документарен филм Вистински волк. Time for you to go to bed. Get off this couch and go to bed. Yeah, it is. Come on. Новиот документарен филм кој деновиве е дел од арт кината во центарот Cinema Village во Њујорк следи двајца експерти за диви животни кои се грижат за волчица која не била способна сама да преживее во дивината. Во 1991 година Пат Такер и Брус Вајт решиле да ја вдомат волчицата на која и го даваат името Коани. И тоа комплетно им го менува и нивниот живот, бидејќи во домот добиваат нов член кој доаѓа директно од дивината. Slavering and trying to get at the kids in the audience, and instead there was this animal that all she wanted to do was get behind the curtain. Многумина потфатот на двајцата експерти го сметаат за херојски, бидејќи тие вдомиле волк во многу специфично време во САД, на почетокот од 90-тите, кога се дебатирало за заштитата на ова животно на таа територија и за плановите за негово зачувување во иднина. Сите тие моменти се дели од документарниот филм Вистински волк, кој нема да ве остави рамнодушни. There's still such hatred of the wolf in the Northern Rockies. And even more so now because the wolf is starting to expand its range. It's in Oregon. The first wolf went down to California. The first wolf in 80 years is now on the border of Oregon and California. And so there's an entire shift of what people are going to have to do. Do we accommodate this animal or not? And so there's still this debate going on, and perhaps it's going to get even more heated now. But she needs at least 2 pounds of raw meat every day. Raw meat? Meat. Per day. It's a lot of meat. It's over 1,000 pounds of meat.
That was another thing to look forward to, was the meat gathering season. And we would get most of this all at one time. It would be during the hunting season. Задолжен за документирањето на растењето на волчицата и незиното прилагодување на сосема поинаквата средина од дивината, каде што требало да живее, бил филмаджијата Роб Вајтхер, кој на крајот од сиот материјал скрпил прекрасен документарец зачинет со 16 годишните искуства со волчицата, во кој публиката на вистина може да ужива во целост. He was there to be her canine companion. It was love at first sight. She was just totally in awe of Indy. And he, you know, he did the big brother kind of stuff with her. И во следниот блок продолжуваме со еден документарен филм, но сосема поинаков од претходникот, благодарение на интересот на Киану Ривз за новите технологии кон кои се врти филмската индустрија. Рамо Дорамо е негов продуцентски проект во која раскажува приказната за преминот од фотохемиски во дигитален филм. Но вредниот Ривз не застанува тука. Имено тој во меѓувреме сними и 2 целовечерни филма во кои во едниот ја толкува главната роља, а во другиот седнува на жешкото режисерско столче. За сето ова во следниот Киану Ривз блог во Филмополис, секако на почетокот подсетувајќи се на неговата најпопуларна улога во кариерата, она во култниот Матрикс на браќата Вачовски. Now get up. He is the one. Тоа беше легендарната сцена од Матрикс во кој Киану Ривз ги покажува своите акциони способности, но пред да продолжиме со неговите нови остварувања во кои тој го надоградува овој жанр, сепак на почетокот ќе го представиме во малку поинакво светло како продуцент и водител во документарецот Рамо Дорамо, во кој тој разговара со холивудски режисери како Джеймс Камерон, Дейвид Финчер, Кристофер Нолан, со една единствена цел – да го дознае одговорот на прашањето до каде е транзициониот премин на филмот од фотохемиски во дигитален. But I think I am. We are going through a very significant and large transition in cinema. And the digital process democratizes the whole thing. I think without digital video, I don't think I ever would have been making movies. Basically, in my head, I was like, you've got to be like a dude who knows how to operate machines to do this job. You know, I've been working in motion pictures, films, movies, since I was 17. So, you know, got a good solid 30 years in there. And I love movies, and I love acting. I love being a part of it, and I love going to movies. And so that's where it came from, you know. And I was just seeing this
this change, you know. За потребите на документарецот Рама Дорамо, Ривз разговараше и со десетина кинематографери, актери, историчари на филм, за да разбере како се менува процесот од снимање на филмска лента во дигитален запис, секако, истакнувајќи ги и позитивните и негативните страни на овој премин, за еден отворајќи, а за друг филмски автор затворајќи одредени врати. As much as I wanted, I could get the best performances. I didn't have to worry about shooting these little bursts of film. You know, that was ridiculous, but that's what I had to do. That's how expensive it was comparatively. Digital, the little gizmo, 40 minutes, and you can be running the camera and talking to the actor, starting over again. Reveal. And now you go around and look out. There used to be one screen, and then there was the television screen. You know, then there was the DVD with the television, you know, and now it's all of these all of these monitors, all of these different ways. Is that you doing an iPhone? Yeah, there's iPhones, there's things, it's just screens, and you know, the documentary talks about the democratization that these tools now to make a movie are so less expensive and more available to anyone who wants to tell a story. I really felt I should call film on the phone and say I've met someone, because I really thought, okay, this is the future. The issue is it's different. How is it different, and how do you use it to tell a story? It's up to the filmmaker. По документарниот изглед, како во Матрикс приказната, сега го враќаме Ривз на големото платно, веројатно онаму каде што се чувствува најопуштено. Повод се неговите два нови филма, 47 Ронин и Човекот Тај Чи, во кои тој во првиот ја толкува главната роља, додека во вториот седнува за прв пат во жешкото режисерско столче. I don't know, it's an ambitious film, and it's an ambitious film in theme, and it was ambitious in its scale. 47-годишниот актер ја толкува главната роља во филмот 47 Ронин на режисерот Карл Ринш, кој се најавува за следната година и во кој Ривз е главниот кунг-фу мајстор, покрај останатите колеги кои доаѓаат претежно од јапонската кинематографија. Приказната е сместена во 18-тиот век и раскажува за одмаздата на 47-те самураи на нивниот убиен господар. Right now we're just wrapping up a proof of concept using a motion control idea from the company Bott and Dowling. The ambition for me was just trying to get what I've seen done before, which they've done with CGI, putting the camera in places that you couldn't get, but wanting to have the flesh and blood elements there. Во меѓувреме, додека се очекува премиерата на 47 Ронин, Кијано го режираше и својот првенец насловен Човекот Тај Чи, со Тајгер Чен и Ајко Уваис во главните роли. Филмот претежно се снимаше во Кина и ја раскажува сторијата за главниот лик Ху и односот со неговиот учител. Ривз, како добар познавач на боричките вештини, инсистирал да има многу борби во филмот, вкупно 14 на број, а во една учествува и самиот тој. I did some studying when I was a little kid, you know, took some Aikido and did some other jumping around stuff, but I don't have any belts. Yeah, it was, I mean, I know movie Kung Fu, so, and I had one fight in the film, a super fight. И обата нови филма на Кијану Ривз, 47 Ронин и Човекот Тај Чи, се наоѓаат во фаза на постпродукција и нивните премиери се очекуваат во текот на следната 2013 година. So many oars, so many words. I see the teach village over the hills. Followed by the big machine, by the Victoria. Punch everything, looting, coming to save my life.
Значи, Нио од Матрикс во неговото прво режисерско остварување продолжува да ги гаи боричките вештини, а кога сме веќе кај нив за заокружување на вечерашниот Филмополис 411, фрламе поглед врз најновите остварувања од хонконшката кинематографија, кои својата премиера ќе ја доживеат во зимската филмска сезона. Се работи за трейлери од филмовите Тай Чи, Свич и Гилотина, режирани од респектираните азиски мајстори Вон Кар-вај, Питер Чен и Енди Лау. Секако предпоставувате, во сите три остварувања боречките вештини се во преден план за вистинско задоволство на почитувачите на овој филмски жанр. Уживајте, се гледаме следниот понеделник во истиот термин. Чао, чао. 一颗白痴如何成为一位大师？必须幼年丧母，颠沛流离，发现世外桃源，被各种毒打。这个莫卡诺。现在懂了吧？打他的女人的爹，必须是世外高人。要学拳，拜师。陈家拳不外传。不外传。你怎么办？没学费。经历爱的伤痛，终于精神崩溃。面对强大的敌手，只有相信太极的力量。当然，动作场面也是必须的。群殴、落地、拍笑画面、亲嘴儿、高科技、爆炸，要杀有杀。梁家辉按揭了背景语言，冯绍峰竖起怪咖。